Говорејќи пред студентите на Универзитетот во Вирџинија, Кери кажа дека и немалите инвестиции во надворешната политика даваат плод во глобалната стабилност, помагаат за конкурентноста на американските компании во странство и создаваат пријатели на САД. Помошта за странство не е подарок, донација во добротворни цели. Таа е инвестиција за силна Америка, во еден слободен свет. Им помага на другите и ги поттикнува да пружат рака за заеднички напори. Предупреди на погубна цена доколку САД се откажат од глобалните напори, затоа што други веднаш ќе го пополнат испразнетото место. Некои може да кажат, не сега додека имаме буџетски проблеми. Прескапо е. Верувајте ми, предизвикот нема да стане полесен со текот на времето. Нема копче пауза за иднината. Американската армија веќе се подготвува за големото кратење без оглед дали ќе стапи на сила во време кога Белата куќа и републиканските првенци во Конгресот се уште се разидуваат како да се надмине фискалниот ќорсок. Председателот на представничкиот дом Џон Бејнер вели: Републиканците два пати изгласаа мерки за решавање на ситуацијата. До председателот и до сенатските демократи е да ни дадат свој план за да не дојде до кратењето. Без решение на хоризонтот, професорката на Универзитетот Џонс Хопкинс Рут Веджвуд коментира: Тоа би испратило мощна лош сигнал во странство. Никој не знае што ќе се случи. Додава армискиот и дипломатски углед на САД се во прашање. Во говорот на Универзитетот на Вирџинија, Кери повика на одговор на спогодба што ќе спречи бесмислено кратење, така што САД не би ги пропуштиле глобалните можности поради политичките препирки дома.